Динев и Евче, добре дојдовте повторно на Хајп телевизија. Овој пат ви спремавме еден предизвик. Ве донесовме тука во кугланата во ГТЦ центарот, па би сакале да ве ставиме малце на предизвик да видиме кој ќе победи, кој е подобар, малце да спортувате. Би сакала да се кладите, па кажете ми како сте за почеток, па потоа кажете ми дали некогаш сте куглале по живот. Јас сум супер. Возбуден сум за куглање, сум куглал само еднаш во животот, пак беше со Евче. Да, и беше за видео, сепак не куглавме ние, да речеш сме вежбале, знаеме како тоа да го правиме. Абе професионалци сме, ало. Убаво изгледаше тоа на камера, ама сега ќе видиме како ќе се снајдеме кога сме поставени баш во предизвик. Да. Дали би сакале да направиме една кладба, кој победи? Еве, ја ќе сечам. Кој победи части нешто, да речеме... Сладка, некој еклер. Ајде, имаме тука близу и сладкарница. Кој победи части сладка, така? Може. Ќе да слушне тренерот со сладките. Добро, сега ова исклучок за Хајп, мора јас да прекршам диета, сваќаш. За мене кима? Кима и за тебе. Ајде, сечам. Ајде. Ви посакувам среќа, па нека победи најдобриот. Па јас мислам Александара. Може ќе изненадиш, да. Јас со ноктиве малку проблем, тоа сега го размислувам. И јас. И видиме, ајде. Општо дали спортувате, кажете ми? Да, јас да. Одам теретана, пешачам често и така. И јас одам во теретана сега малку поретко периодов зашто имам многу испити, ама се занимавам со танц, современ танц, тоа не е баш спорт, но сепак вежбаш и тоа е добро за телото и за здравјето. Би го рачунала и тоа. Ајде, нека ви се брои тоа, па да видиме резултати. Ајде. Оди бе. Ајде. Хајп Македонија продолжува со најзабавните и највозбудливите предизвици. Овој пат во центарот на вниманието ги ставивме едни од најхаризматичните и најомилени личности во македонскиот шоубиз – Ева Јовановска и Александар Динев. Тие не само што пленат со својот шарм и позитивна енергија, туку и постојано ни докажуваат дека се вистински тим – и во животот, и во секојдневните авантури. Сепак и најдобрите тимови понекогаш треба да си ги одмерат силите, па затоа решивме да ги ставиме на тест во спорт кој што ниту еден од нив нема искуство, а тоа е куглањето. Како ќе се снајдат? Дали некој ќе издоминира или ќе завршат нерешено? А најважното прашање е кој ќе ја исполни кладбата на крајот? За оние што можеби не ги познаваат доволно добро, Евче е позната инфлуенсерка и TikTok звезда, но паралелно ја сретнуваме и како водителка на ТВ екраните. Таа својот успех го гради со креативни содржини, уникатен стил и искрена комуникација со публиката. Незината енергија и харизма ја прават омилена личност на социјалните мрежи, а незиниот спонтан хумор е тоа што ја издвојува од другите. Од друга страна пак, Александар Динев е познат по својата интелигенција, харизма и љубов кон социјалните мрежи. Тој секогаш внесува доза на надпреварувачки дух во секоја ситуација, па така и овој предизвик го прифати сериозно, решен да покаже дека може да биде подобар од Евче, дури и во нешто што никогаш не го пробал претходно. Овој тазе брачен пар не само што одлично се согласува, туку знае да се надпреварува на најзабавен можен начин. Па ајде да видиме како се снајдоа во кугларницата. Со голем ентузијазам и смеа, Евче и Динев го започнаа предизвикот. Иако двајцата немаа претходно искуство со куглање, брзо се вклопија во атмосферата и веднаш почнаа да ја развиваат својата стратегија. Со неколку неверојатни удари, таа почна да прави стабилна предност и полека но сигурно ја носеше играта кон убедлива победа. На секој нов поен што го освојуваше, Александар реагираше со изненадување, но и со спортски дух, признавајќи дека Евче е во одлична форма. Последниот удар беше решавачки, а кога Евче успеа да погоди уште една одлична комбинација, беше јасно. Таа е победничка на овој предизвик. Динев, зошто си тажен? Ајде, кажи сега, признај си дека те победив. Јас победив, ова се лажни резултати тука. Не чини тука нешто ова механизмот. Има не број како што треба изгледа. Да, некој технички проблем, системски. Добро би изгубив, јаке часта меклер, и шо
Беше неизвестно, морам да признам, значи јас во публиката, значи пратев, гледав дека прво резултатот беше нерешено беше, потоа одлучивме да има уште 10 фрлања, па после одлучивме уште 3, малце му попушти Евче, а што викаш? Му попуштив и пак го победив, па сега видите. Ја, знаеш, пошто многу ја сакам и почитувам, морав да и остам еднаш да победи. Кадрите, значи, се снимаше Марк. Може да се види. Добро бе, добро, Еклер, ке частам за сите, и за тебе, и за камерманот, и за Ева, и за мене. Шо убаво ќе ни дојде и за тебе Кима. Вака дечки бевте супер. За почеток е супер. Значи буквално за некој што еднаш само куглал на спот, така? Да, снимавме некоја реклама, неш. Да. Вака, јас се предложувам да отидеме во најблиската сладкара, Динев да части и може вака да се договориме во некој наредно видео да предизвикаме на некој друг спорт, па да видиме кој ќе биде подобар таму. И ова звучи Ајде. интересно. Може. Шо Може е другиот спорт? современ танц вака. Ај сега, у неизин вакво, не. Динев ти ќе ни кажеш. Еве, ќе оставиме на тебе. И ја, сега ме стај on the spot. Пикадо може. Ау. Може пикадо. Ајде, нека победи тогаш. Еве, ветуваме дека ќе има пикадо и да видиме па таму, еве, може Динев да не се љути и да биде ферски, така? Да. Ако изгуба би таму, стварно ќе треба цела сладкара да ја купам. Значи, жена си е жена, тоа ќе ти кажам и тоа е најважно и мораме да знаеме дека жените секогаш победуваат. Така, јас се зафркавам, ама стварно, заслужува Еклер, стварно. Ви благодарам, дечки, бевте прекрасни. Фала ви што прифативте и фала ви на убавата атмосфера и убавото дружење и позитивата што ја носите секогаш со вас. Фала и ти на многу вас. за убавите зборови. Се гледаме пак. Забрзо се надевам. Пикадо. Да. Но како што знаеме, ова не беше обичен предизвик. Имаше и кладба. Пред мечот двајцата се договорија дека оној што ќе загуби ќе мора да го почести победникот со нешто сладко. Па Динев си го исполни ветувањето. Ја почести Евче со сладко изненадување, но не заборави и себе си да си ја заблажи душичката. Ова беше само еден од многуте предизвици за Евче и Динев. Иако Александар овој пат мораше да прифати пораз, тој веднаш најави реванш во некој друг спорт. Дали ќе биде нешто што му оди повеќе од куглање? Дали ќе ја добие шансата да се одмазди? Тоа останува да го видиме во некој од наредните видеа. Останете со Hype Македонија и не пропуштајте ги сите ексклузивни моменти од оваа незаборавна авантура. Евче, како е еклерот? Сега ќе го пробам. Малку мацнав. Јас не сум научена човече со вилушка. Вака да си го пробам. Еклер се јаде со рак? Добар. Добар. Ја исполни кладбата. Ама гледам и ти си купил нешто. Ова е најсладката изгуба од мојот живот. Така. Дечки, нека ви е на здравје. Фала ти многу. Сакаш? Не, фала. Жини бе? Јас сум Евче. А јас сум Александар и ние сме најозборуваниот млад брачен пар во Македонија.